Добар ден, почитувани, вие следите уште една нова Телма амбуланта. Статистиките покажуваат дека мајчинството од 20-тите се пресели во 30-тите и 40-тите години од животот на жените. Што значи бременост на оваа возраст и колка ви се шансите за зачнување во ова животно доба? За годините и шансите за забременување, односно плодноста, денеска разговараме со магистар доктор Александар Бојаджиев, специјалист по гинекологија и акушерство во Аџибадем, Систина. Следува едно интересно издание на Телма амбуланта, затоа останете на Телма. Дали одлуката да се одложи мајчинството во 30-тите, но и 40-тите години од животот може да биде погубно за плодноста, зачнувањето, но и самата бременост? На оваа тема денеска разговараме со магистар доктор Александар Бојаджиев, специјалист по гинекологија и акушерство во клиничката болница Аџибадем, Систина. Докторе, добре дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, добро ве најдов. И навистина интересна тема и доста актуелна. Така, бидејќи со текот на годините биолошки жената се менува, но се повеќе жени одлучуваат да се реализираат во мајчинството во 30-тите и 40-тите години, па колкава е шансата за забременување во 30-тите години, во раните, но и доцните 30 по 35-та година од животот? Па да, тоа е глобален факт и да речеме феномен дека жените све подоцна се одлучуваат за бременост и во 30-тите и во 40-тите, па дури и во 50-тите години. Има примери кога жени на 50 години раѓаат. Па имаме и пациентки доста што и во 50-тите години значи стануваат мајки. Да, тоа е глобален тренд. Во Македонија, например, 80-тите години првото бебе жените го добивале на 21 годишна возраст, а во 2019 некаде тоа е 27-28 години. Во Европа уште има земји како Италија, каде што уште повисоки се тие бројки, да речеме, првото бебе го добиват просечно на 31 годишна возраст жените, така да тоа е еден глобален феномен. Бидејќи се дава предности на кариера, образование. Па да, сега и медицината е понапредната, а и се дава предност на сите тие работи и сето тоа доведува жените подоцна да се одлучуваат за бременост, иако биолошки и во природата е на друг начин тоа определено и според стапката за забременување е определено да жените остануваат бремени во своите 20-ти, почетокот на 20-тите и 25-та година од прилика, кога стапката за забременување е најголема, највисока. Значи, ќе ги кажам процентите, па гледачите, гледачките ќе се извлечат, да речеме, свој заклучок, односно ќе извлечат суштината. Во принцип, на 25 годишна возраст, стапката за забременување по месец, по циклус, е некаде 25%, значи и тогаш не е 100%, воколку се обидуваат правилно и се е окей кај двата партнери. На 30 годишна возраст стапката по месец е некаде 20%, на 35 годишна возраст по месец стапката е под 15% и на 40 годишна возраст стапката за забременување по месец е 5%. Само 5%? Да. Така, но можеме да видиме многу примери на жени кои што во 40-тите години, то во доците 40-ти години се реализирале како мајки. Многу жени од филмската индустрија, од музичката индустрија во светот, еве можам и издвоив некои од нив, како што е Никол Кидман, Селма Хаек, Хали Бери, Брук Шилдс, ги има навистина многу. И тоа во доцните 40-ти, после 45-та година. Да, тоа е дефинитивно можно. Тоа може би ги охрабрува жените да размислуваат. Мислам дека и во доцните 50 години е возможно, но тоа се бременности со донирани јајца клетки. Ќе ги кажам, еве, ова сега ги кажавме стапките за забременување по месец, ќе ги кажеме стапките за забременување со инвитро процедура по возраст. Значи, стапките на успешност на инвитро процедурите по возраст. Значи, на 30 годишна возраст, за еден инвитро опит, стапката на успешност е 45%. На 40 годишна возраст, стапката на успешност на инвитро циклусите е 16%.
На 42-43 години возраст успешноста на инвитро циклусите е 6%, и на 44 годишна возраст успешноста на инвитро циклусите е 2 до 3%. На 45 години и над се смета дека е околу 0%. Така да тоа е све поврзано. Невозможно, така. Да. Со собствени јајцеклетки, со донирани јајцеклетки, дури во доцните 40 или почетокот на 50-тите години, стапката на успешност е повеќе од 50-60%, бидејќи тоа се јајцеклетки од млада жена кои што се до донација и тогаш е веќе значително поголема стапката на успешност. Тоа сега го кажувам за успешноста на инвитро циклусите чисто како една најсложена, односно најнапредна метода и најуспешна за остварување на бременост, чисто за ориентација. Да видат како всушност изгледаат можностите и прогнозите на одредена животна возраст. Сега, кога станува збор за забременување по 35-та година или пак 40-та година кај жената, дали некако фактор игра и возраста на партнерот? Да, дефинитивно. Во време трењето за зачнувањето? Да. Возраста на двата партнери игра улога, со тоа што возраста на жената игра многу поголема улога и е многу позначајна. Инаку и возраста на машкиот партнер игра улога, мислам на мажот игра улога, во смисол дека во доцните 40 години веќе опаѓа квалитетот на сперматозоидите. Мислам, тоа е статистички, инаку може кај некои мажи во 20-тите години да има проблем. А она што е многу интересно е дека од пред 50 години до сега квалитетот на сперматозоидите во општата популација е за 50% намален. Ако пред 50 години во општата популација мажите имале над 100 милиони сперматозоиди, сега имаат околу 50 милиони. Значи за овие 50 години дупло послаб е квалитетот, значи збориме кај сите мажи. Дури и оние референтни или нормални вредности што се смета за нормално во лабораторија, ако порано било во спермограмите да е над 40-50 милиони, сега се смета за нормално дури да е над 15 милиони сперматозоиди. Доктор, има некакво научно објаснување зошто ова се случува? Па се разбира, значи живееме во една стресна средина, брз живот, со неквалитетна храна, со претежно седечки начин на живот и сето тоа значително негативно влијае и на тестостеронот и на продукцијата на сперматозоидите. Сето тоа значи води до ова што го покажува статистиката. А што се случува со квалитетот на женските јајцеклетки, односно колкав е нивниот број, дали во текот на 40-тите години се намалува вкупниот број на јајцеклетки, дали ти изумираат со текот на времето и каков е нивниот квалитет? Значи, бројот на јајцеклетките е намален, се разбира, не е толку важен бројот, бидејќи жените, за разлика од мажите, разликата е голема, жените за разлика од мажите се раѓаат со целокупниот број на јајцеклетки за целиот живот. Значи тие при раѓањето имаат 2 милиони јајцеклетки, некаде околу пубертетот имаат околу 300.000. До 30-та година возраст ја имаат потрошено 90% од резервата, на 40 годишна возраст имаат само околу 2-3% од тој почетен од вкупниот број на јајцеклетки, но самиот број не е толку важен колку што е важен квалитетот. Квалитетот на јајцеклетките значително опаѓа со годините. Тоа значи дека ако неквалитетна јајцеклетка се спои со сперматозоид, таа ќе формира неквалитетен или така да кажеме анеуплоиден ембрион. Тој ембрион во старт има значително помало можност за да се имплантира, односно да настане бременост. Анеуплоиден ембрион или неквалитетен, еве така да кажеме, значи ембрион што има неправилен број на хромозоми. Ако нормално ти има 46, овие ембриони може да имаат 45, 47 и слично. Тоа се поврзува со Дауновиот синдром? Да, сите тие синдроми значи се од такви ембриони. Значи, воколку
таа неквалитетна јајцеклетка се спои со сперматоизид, најчесто нема ни да дојде до бременост. Но воколку дојде до бременост, таа бременост најчесто завршува како спонтан абортус во првите 3 месеци. И тоа се рачуна како еден вид на природна селекција или контрола на квалитет. Значи, она што е добро, има огромна шанса да се случи бременост, ако има здрав, добар ембрион, значи огромна шансата за бременост и огромна шансата да таа бременост биде здрава и све да се заврши како треба. Ако се формира ембрион што не е добар, најчесто нема ни да дојде до бременост, но ако дојде, најчесто таа бременост ќе заврши како спонтан абортус, а дури ако не заврши како спонтан абортус, тоа ќе биде бременост со бебе кое што има некаков синдром. Значи, овај всушност објаснува зошто се почести спонтанните абортуси кај повозрасните жени. Да, тоа е дефинитивно. Значи, еве и спонтанните абортуси чисто ќе кажеме, мислам, како се сколемуваат некаде од прилика на 30 годишна возраст, и тоа е голем процент. Од прилика 20% од бременостите на 30 годишна возраст завршуваат како ран спонтан абортус. На 40 годишна возраст е тој процент веќе 40%, на 44 годишна возраст е некаде околу 90%. Значи, како што опаѓа квалитетот на јајцеклетките, така се зголемува процентот на овие спонтани абортуси. Денеска жените на оваа возраст изгледаат младолико, во добра форма се, живеат здрав живот, се чувствуваат младо, но сепак нивниот организам старее. Што се случува во телото на жената по 35-та, 40-та година? Да. Добро, ние многу статистики, да не речеме обезхрабрувачки, кажавме, што од една страна е добро за да бидат информирани луѓето и да знаат дека значи сепак треба да не го оставаат многу тоа прашање, да не го одложуваат многу во животот, но од друга страна точно, значи секоја жена старее различно, секој води различен стил на живот. И од една страна сега има многу повеќе услови за здрава, квалитетна исхрана и за значи спорт и за сите тие работи кои што можат да направат подолго да бидеме млади. Но колку и да се фокусираме на тоа, и генетиката има огромно влијание, колку и да се фокусираме на тоа, сепак не може да избегаме од она што е биологија и она што едноставно од биолошкиот часовник, да. Тоа дефинитивно има голема улога и исхраната, и начинот на живот, и генетиката, и дефинитивно многу придонесува да ја одложиме, да речеме, да го одложиме старењето општо на организмот, но овој репродуктивниот систем кај жената е еден од системите што први ни покажуваат старење на телото. Така да може да се значително подобри репродукцијата со сите техники на здрава исхрана, суплементи, спорт, генетика пред се, бидејќи има и жени што и на 30 години можат да влезат во менопауза, а има жени што и на 44 годишна возраст и случаи кои што остануваат бремени, нели, со своја јајцеклетка и сето тоа. Така да статистиката е една наука што е доста флуидна, значи мислам тоа е општиот значи број на жени и општиот успех на таа и таа возраст. Но има секако... Но сите сме ние приказна за себе. Секако секој си е приказна за себе. Но сепак со текот на годините се развиваат доктори одредени болести. Повеќето жени имаат некое нарушување на функцијата на тироидната жлезда, тука е покачениот крвен притисок, покачената телесна тежина, значи има низа состојби, дијабетесот, кој што може да представуваат ризик фактор за забременување и за одржување на бременоста. Што значи една ваква здравствена состојба и бременост на возраст од 40 години? Да, како што старееме, поголем е ризикот за хронични болести, но како што старееме, поголем ризикот за сите овие болести што ги набројавте да се појават во бременоста, и тоа секако е ризик за самата бременост е поризична. Кај жените над 40 годишна возраст, значи поголема е стапката на гестацијски дијабет, значи на дијабет во бременост.
поголема е стапката на притисок во бременост или познато како болест преекламсија, но има и жени кои што се во голем дел имаат притисок од предбременоста, тоа е преекзистенцијална хипертензија, како што идат годините. Поголем е ризикот за макросомија, односно за голем плод, значи за бебе кое што со поголема телесна тежина. И сите овие работи се нешто што успешно го решаваме. Со следење на бременоста? Со следење на бременоста и со правилно контролирање. Па да, тоа е зависно од во каква кондиција е жената. Сега и реално имаме жени на 45 годишна возраст што се во подобра здравствена и физичка кондиција од некои што се на 30 годишна возраст. Но ги ставате ли веднаш во група на ризични трудници? Па не е тоа некоја група за осудување, него тоа е група само за поголема предпазливост. Значи ние ги ставаме зависно од болестите што ги имаат, од болестите што ги очекуваме, од претходната историја, од возраста, од многу фактори зависи тоа дали ќе бидат во ризична група на трудници. Тоа значи дека само може почесто и поголем број на анализи да правиме во бременост. Но ако жената е сосема здрава, а само возраста е ризик фактор, ќе треба да се прават почесто прегледи? Па се зависи која е возраста. Сега имаме и трудници што се на 55 годишна возраст, имаме и трудници на 40 годишна возраст. Све е во зависност од тоа, но кога веќе имаме бремено што го поминува првиот триместар, а најголем број од спонтаните абортуси, 80% од нив се случуваат во првите 3 месеци, кога жената го поминува првиот триместар, значи веќе така да кажем има една поголема сигурност, иако никогаш во бременност не може да се опуштиме и да речеме нема ризик и дека се ќе биде добро, секогаш мора максимално да ни биде вниманието и фокусот, затоа што секогаш демне и може да има некаков проблем. Така да со правилно следење, дури и оние многу повозрастните трудници, значи успеваме да ги доведаме до крајот и да станат мајки. Советувате ли за време на бременоста, кај жените на 35-та година, да се направи анализа на плодот со оние генетски тестови, за да се исклучат одредени малформации, како што да речеме Дауновиот синдром? Да, тоа е според значи секаде во светот и кај нас, значи според книга треба да се направат тие анализи. Сега 35-та година е ставена како возраст, иначе некоја жена што има 34 години и 9 месеци, некоја што значи има 35 години, тоа е, значи, од тој период би требало жените да се одлучат да ги направат тие анализи за да бидеме по-безбедни, по-сигурни дека бебето е значи добро. На ехо ние исто така постојано ги следиме, ги пратиме и ако приметиме дека има некоја дополнителен фактор, ги правиме тие анализи дури ако нема 35 години трудницата. Но за жал не може сите работи што ги гледаме на ултразвук да ни укажат дека бебето би можело да има некаква хромозомска или генетска аномалија. Така да со ултразвукот може некаде до 80-85% од случаевите да ги откриеме кои што би имале некоја хромозомска и генетска аномалија. Со овие тестови стапката на откривање доаѓа до 99-100%. Така да дефинитивно ги препорачуваме тие тестови кај повозрастните трудници. А колкав е ризикот од предвремено порадување на оваа возраст? Видете, значи сите ризици се малку поголеми. Сега точно не би знаел да ви кажам во проценти колку е поголем ризикот, но значи матката е мускулен орган. Значи мускулот старее како и сите други ткива во телото. Тие трудници имаат поголема стапка на породување со царски рез токму од таа причина.
сврзните влакна во грлото на матката се намалуваат, значи ризикот да претходно имале некоја операција која што може да доведе до предвремено породување како конизација или некоја инфекција, значи сето тоа го зголемува, значи како зголемен ризик фактор за предвремено породување. Вела дека секоја трета жена во оваа животна доба се пораѓа со царски рез, но тоа значи дека може да има и нормално природно породување без никаков проблем. Така е. Значи, од една страна е тоа така, бидејќи жените над 40-та година може да бидат у одлична форма и да се качуваат да се спортуваат, секој ден може би се качуваат на водно, значи се во одлична кондиција и тие жени што се спремни и физички и значи сакаат да се породат природно, дефинитивно нема контраиндикација за тоа. Нема контраиндикација. Да. Споменавте дека голем дел од жените што ќе сакаат да забременат по 40-та година ќе имаат потреба од вонтелесно оплодување. Од што зависи? Дали ќе се направи тоа оплодување со нивна јајцеклетка или пак со донирана? Па зависи од голем број на фактори, но веќе ако жената е над 44 годишна возраст, им ги предочуваме сите факти, иако законот во Македонија е доста либерален и голем број на жени што се и над 45 години доаѓаат во Македонија дури од регионот, од Балканот. Значи, сепак треба да знаат дека стапката за успешна бременост, мислам сега веќе и со Google секој може да провери дека е екстремно ниска, значи ако навистина сакаат да се остварат како мајки и да имаат бебе, односно да имаат потомство, значи начинот би бил преку донирана јајцеклетка. Оние жени што и на 50 години, значи немаат партнер или сакаат да се остварат како мајки, има и опција за дониран ембрион. Значи веќе значи да биде донирана и јајцеклетката и сперматозоидот? И јајцеклетката и сперматозоидот и веќе создаден ембрион кој што директно ќе се врати. Ги донираат млади мажи, млади жени, после тоа се создава ембрион и тој ембрион се прави трансфер во значи матката кај идната мајка, така да кажем, која што е повозрастна. Значи ја има и таа опција, тоа стои? Дефинитивно. Имаме сега сите можни техники и значи... Но што ако жената веќе влезена во менопауза и инсистира дека сака да се направи инвитро процедура и да роди бебе со дониран ембрион? Па нема проблем. Нема да има тогаш проблем? Нема никаков проблем што е влезена во менопауза. Во тој случај? Повторно се примаат хормони? Значи се даваат хормони за да ја припремиме матката, оние исти хормони што се лачат во телото кога жената си има нормални менструации. Значи се даваат, се припрема матката, се задебелува и внатрешноста изгледа идеално кога тоа ќе се направи таква припрема и го имитираме фактички она што се случува во природата, значи ние треба да ја задебелиме внатрешноста, да ја припремиме со соодветните хормони, која ќе биде идеално време зависно и на кој ден е замрзнат ембрионот и се до тоа. Значи се прави трансферот на ембрионот за да имаме бременост. Кога ќе дојде некоја жена која што е во доците 40 или пак е во 50-тите години од животот и сака да се реализира како мајка, кој е вашиот совет? Па има многу совети. Сега све зависи од индивидуалната ситуација. Значи, мислам, на секој пациент му се пристапува индивидуално. Значи, имаме опции од да може од познат донор да добие јајцеклетка, значи од сестра која што е помлада, која што имала деца, од жена која што нели банка за јајцеклетки. Има дури и млади жени кои што, мислам, релативно млади, кои што немаат партнер на 33-35 на еви, да кажеме, и 37 години, што сакат собствените јајцеклетки да ги замрзнат, за во иднина, кога ќе
дојде ситуација, ако тоа биде на голема возраст, да имаат опција едноставно за да може да имаат план Б во животот. На која возраст советувате жените да замрзнат јајцеклетки доколку не се реализирале во мајчинството, а имаат таква желба? Па видите, реално е тоа што порано, со оглед дека квалитетот на јајцеклетките опаѓа. Значи, квалитетот на јајцеклетките опаѓа со годините и бројот опаѓа, така да што порано ги замрзнат, ќе има поголем процент и поголем број на јајцеклетки. Така да немам некоја препорака да истрчаат, што се вика, да замрзнат јајцеклетки, али таа опција секогаш постои. Јас пред, не знам сега, веќе 15 години има поминато како бев во еден центар во Њујорк за инвитро и таму сопственикот на центарот на својата ќерка, што имаше, мислам, нецели 30 години, на таа возраст, се збориме, пред 15 години уште беше тоа ново, така да кажеме. На 29-30 години ги замрзна јајцеклетките. Има ли некое временско ограничување колку тие јајцеклетки може да бидат замрзнати и потоа одмрзнати и употребени? Не. Може да се чуваат и 20 години. Значи, истото тоа може да го направат и мажите? Советувате Да се тоа го направат и мажите? Вака сега, за мажите, значи спермата се создава секои 72 дена нова сперма, а жената ги има јајцеклетките за целиот живот. Така да кај мажите советуваме, ако спермата не е баш доволно квалитетна, огромен број на или ако работи... треба да има некое лекување со цитостатици, слично во тој случај. Во тој случај да, во тој случај да, може да се замрзне сперма и да се користи. Исто како што користиме донирана сперма, така да и кај мажите кај кои што се планира некој онколошки третман или цитостатици или зрачење или било што, може да се замрзне сперма и да се користи во иднина. Има ли голем интерес кај нас за донирани полови клетки во процесот на инвитро? И доколку се заинтересираат жените на таков начин да станат мајки, потребно ли е да ги кажат своите критериуми за партнер при изборот на донираните сперматозиди, например? Да, има голем интерес, мислам, и како што кажав и претходно, не само од кај нас, него и од регионот доаѓаат пациенти од Хрватска, од Србија, бидејќи реално имаме доста либерален закон за тоа. Има точно определени критериуми, значи различни критериуми по кои што може да ги изберат, нели, карактеристики по кои што може да го изберат материјалот. Тоа сепак го работат ембриолозите, значи они го договараат тој дел со пациентките, а кога веќе ќе биде завршено, тогаш доаѓа нашиот дел. Споменавте дека има жени кои што стануваат мајки на 50 години, 50 плюс, нели 55 и слично. Сметате ли дека има одредена возраст кога жената е веќе стара за да раѓа? Дефинитивно дека има одредена возраст и дефинитивно сега дека треба да се направи некое ограничување до каде би било таа возраст, заради тоа што... Во некои земји има такви граници. Во некои земји има, кај нас нема, и затоа и ви кажам дека доаѓаат од надвор пациенти, затоа што тука кај нас нема ограничување. Како и да е, според мене мислам дека е најдобар индивидуален пристап, бидејќи не е секоја жена подеднакво здрава на 50 години или на 45 години. Има жени кои што на 50 години на вистина се во одлична здравствена кондиција и може да износат бременост и после тоа, нели, да бидат одлични мајки, да бидат во одлична физичка кондиција. Така да мислам дека сепак треба индивидуален пристап и докторот да процени во разговор заедно со пациентката. Докторе, што би им препорачале на партнерските двојки кои што сакаат да се реализираат во родителството? Би им препорачал, значи, воколку се обидуваат одреден период, зависности од возраста, да не чекаат премногу. Што тоа значи да не чекаат премногу? Па вака сега, како што кажа, воколку за 30 годишна пациентка, шансата за зачнување пооднос е 20%, кумулативно за 6 месеци е 60%, за една година е 80%.
Значи, воколку се е добро кај двајцата партнери. Но, воколку за една година нема бременост, да не чекаат многу и да губат време, бидејќи очигледно времето е драгоцено и е многу важен фактор. Во втората година, оние парови што останале, што не зачнале во првата година, само 7% од нив ќе остварат бременост. Така да затоа и се смета дека ако една година нема бременост, дека треба веќе да се направат одредени испитувања кои што би ни покажале дали треба и како да им помогнеме за да дојдат до бременост. Инаку таа бројка е смалена од една година на 6 месеци за кај 35 годишна возраст што се паровите, а на 40 годишна возраст веднаш треба да се почне со испитувања. Втората препорака би била жените да си го знаат својот циклус, отприлика како се одвива, и би им дал препорака кога се плодните денови, еве, за да знаат точно кога да имаат односи. Значи, 6 дена во месецот се плодни, 5 дена пред овулација и денот на овулација. Зошто е тоа така? Сперматозоидите живеат 3 до 5 дена, а јајцеклетката живее 1 ден. Значи, јајцеклетката се ослободува на денот на овулација. За тоа, сперматозоидите, значи, дури да е 3 дена пред овулација односот, значи, шансата за бременост е многу голема. Најголема шанса за бременост е 3 дена пред овулација и денот на овулација. И сега како се бројат деновите до овулацијата? Се почнува од првиот ден на менструалниот циклус, кога ќе заврши менструацијата? Како изгледа? Од првиот ден... Прв ден на менструално крварење, така? Се брои? Ориентационо 14-тиот ден е средина на циклусот. Доколку трае циклусот 30 дена, така? Доколку трае циклусот 28-30 дена, но сега веќе сите имаат апликација менструално календарче и сите пратат од прилика кога била претходната менструација, кога ќе дојде следната, кога има овулацијата. Значи сега е лесно во денешно време, нема потреба многу да значи се прават некои анализи. Нека го пратат тоа и од прилика 3 до 5 дена пред овулацијата и на денот на овулација најголема шансата за забременување, а колку често да имаат односи, дури да не знаат кога има овулацијата, доволно е на 2-3 дена, на 3 дена еве да имаат односи, тогаш кога и да овулацијата нема да го пропуштат тој прозорец што се вика, кога е најголема шансата за забременување. Од другите препораки на мажите би им препорачал здрав живот, значи во смисол вежбање, тоа го качува тестостеронот, ја зголема продукцијата на спермата, квалитетот, значи здрава храна, јатки, храна богата со цинк и селен, како што се јатки, бразилски ореви, каде што има многу селен, значи семки од тиква, сусам, храна која што е богата со здрави масти, значи морски плодови, морска риба, еднаш-два пати неделно, да не се внесува фастфуд, оние процесирана храна. Сето тоа, дебелината води до пореметување во хормоните, во намалување на квалитетот на спермата, локалната топлина исто така е зголемена кај мажите со зголемена телесна тежина. Исто така, топлите бањи, претерано сауни, држање на лаптоп долго време, седечки начин на живот, тесна облека, долго време возење, автомобил со тесна облека и сето тоа ја зголемува локално температурата во тестисите и ја намалува квалитетот на спермата, но сега има нормални органски причини, значи проширени вени, варикоцела на тестисите кои што можат да доведе до намален број на сперматозоиди. Да, квалитетот на сперматозоиди. И моето последно прашање во денешната Телма амбуланта, кога најрано може да добијат позитивен наод на тестот за бременост? Видите, тоа се стварно моменти на исчекување, некогаш може и после, да речеме, 8 дена од овулацијата, ама јас ги охрабрувам секоја жените да не го мислат тоа, да малце да се опуштат, бидејќи стресот е голем фактор. Значи да не брзаат со правење на тестови, да почекаат барем
периодот кога требало да дојде менструацијата не дошла. Тогаш да го направат тестот за бременност. Да бидат трпеливи. Да бидат трпеливи. Тешко во тие моменти. Да, тешко е кога има такво исчекување и сето тоа, но да најдат некоја друга работа која што би им ги одвлекла мислите, би им така да се фокусирани на нешто убаво и тоа да се случи. И сосема на крај, значи жените да размислуваат на биолошкиот часовник, бидејќи тоа е важен. Така е, али од друга страна да не истрчаат во бременост со сила, што се вика. Сепак имаме многу методи со кои што можеме да им помогнеме, но да не се доведат во некоја ситуација кога навистина немаме многу опции. Така да не го одложува до последен момент мајчинството, тоа е. Но од друга страна вела дека мајчинството во зрелите години е позрело, бидејќи жените се подготвени за тоа и дека поедноставно се сноѓат во него и се поудобни во улогата на мајка. Така што има одредени предности. Ние сме сведоци дека дефинитивно е тоа така. Значи ги гледаме еве жените во 40-тите години и во 50-тите, навистина тоа е една посебна љубов, мислам, секоја жена го сака своето дете, ама позрели се, веќе се реализирани, немаат тие стресови, немаат дистракции други. Значи, навистина е убава гледка. И мајчинството во подоцнешните години. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување и за оваа убава тема што ја обработивме. Благодарам на поканата и за изборот на темата, исто така навистина беше одлично. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.